Денот на Христовото воскресение е ден што му дава смисла на целото наше постоење, што го оправдува човековото создавање и ја покажува неговата иднина. Тоа е ден кога Христос ја победи смртта, не ослободи од робството на гревот и ни ги отвори вратите на небесното царство. Овој празник, чии подготовки од секогаш започнувале со големите великденски пости, е спои на верата и добрата традиција. На Велики четврток, споменувајќи си за тајната вечера, прибегуваме и ние кон светиот храм, за да ги примиме светите Христови тајни. Тоа црквата не напојува со благодатни сили да издржиме до крај и да не го предадеме својот Создател, како предавникот Јуда. Настапува Велики петок. Стоејќи покрај крстот, заедно со Христовата пречиста мајка, додека пред нас во храмот се одвиваат сцените на неговото страшно страдање, во мислите извикуваме: Господи, не давај да ја заборавиме и презреме Твојата неискажлива милост и жртвата и болките што ги поднесуваш заради сите нас. Ова е последниот повик на мајката црква во светиот пост. Повик за покаяние пред славното Христово воскресение. Стоиме неми пред гробот Христов. Созданието жали за својот Творец. Тогаш христијанинот цел се предава во размислување за Бога, пости строго, не работи, ги следи потресните служби. Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! И наеднаш радост, од темниот олтар блеснува светлина, која ја пренесува пораката за Христовото воскресение, осветлувајќи ги душите на христијаните со незалезната светлина. Кој може да го опише тоа чувство? Мигот кога на радосниот поздрав Христос воскресна, од илјадници грла одекнува: навистина воскресна. Мигот кога навистина чувствуваме дека и ние сме воскреснале со Него, зашто Тој со својата благодет ги воскреснува нашите души. Затоа денот на Христовото воскресение е празник над празниците и торжество над сите торжества. На овој ден, кога триумфира мирот, љубовта и слободата, да ја разбудиме во нас сочувствителноста. Оние што имаат, нека се сетат на тие што немаат и дарежливо да ја подадат својата рака за милосрдие. Да се подсетиме на сиромасите, да им ја донесеме и ним радоста, споделувајќи го со нив, она со што Господ толку милостиво не обдарил. И секако, тука е символот на Христовото воскресение. Црвеното великденско јајце. Црвено како крвта, што милозливиот Господ Исус Христос ја пролел за наше спасение. Како што од јајцето се раѓа нов живот, така и Христос воскресна раѓајќи не одново, за нов вечен живот во Царството, каде сите се веселат и каде нема болка, тага и солзи. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!